Добро вечер. Ново издание на И што сега на првиот програмски сервис на македонската телевизија. Само 40% од туристичките објекти ги имплементирале стандардите и одржале категоризацијата. Нелојалната конкуренција и сивата економија се уште се кочница за развојот на овој сектор. Во последните години има и недостиг од кадар. Се бара сеопфатна стратегија. Има ли туризмот моќ да ја раздвижи целата економија, да донесе нови вработувања, да ја зголеми потрошувачката? Одговори бараме од Љупчо Јаневски, директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Добро вечер, Јаневски. Добро вечер. Земјава во последниве години бележи раст на туризмот, но што е потребно за уште поквалитетна туристичка понуда? Што може Македонија да понуди и како да ги привлече туристите? Интересно прашање, благодарам на можноста еве вака повеќе да издебатираме околу една тема која што се надевам дека и самата се наметнува повеќе во етерот, но и на стручната и на економската јавност и воопшто во граѓаните на Република Македонија, бидејќи туризмот како мотор во одредени економии, секако би можеле да кажеме дека и Македонија е една земја која што многу очекува туризмот, бидејќи ако ги гледаме статистичките податоци во последните 10 години, Македонија има континуитет растот од прилика 100 до 150%, што во некои елементи или во економски параметри тоа е импозантна бројка. Исто така тоа е проследено со бројот на ноќевања. Рековте дека дали може да очекуваме токму туризмот да биде мотор? Да, е еден сегмент да, бидејќи кога говориме за одредени економии, кога говориме за светски практики, но и регионални, секако дека туризмот е подкрепувач на економијата и тоа во многу голем дел. Во Македонија, според некои одредени податоци, во БДП-то, во економско, самиот туризам е со 2,75, односно додека неговата дополнителна вредност во БДП-то влегува со комплетно 5%. Тоа би кажале дека може би е мал сегмент, но за земјите во развој и за земјите како Македонија е многу голем, бидејќи во светски практики, според Светската туристичка организација, туризмот во светската економија влегува со 10%. Тоа значи дека имаме уште добри 5 до 6% да вткаеме се она што може туризмот во македонската економија и секако истиот да биде мотор за нејзин развој. Кои се предизвиците со кои се соочува македонскиот туризам? Имаме ли воопшто стратегија за развој на туризмот? Би потенцирал дека нас не е потребна стратегија на подолг рок. Стратегија што досега сме ја немале. Стратегија на 20 на години. Точно да знаеме каде е Македонија во туризмот во наредните 20 години. Еден план, каде точно гледаме, што требаме да развиваме, кој што треба да работи, или стратегија која што е исполнета со мастер планови. Планови кои што ќе бидат остварливи, односно мерливи. Се она што треба да го направиме во текот на 5 години, година, 3 години. Како да направиме евалуација и како да се подобриме во трка. Многу лесно кажано, но многу тешко остварливо. Мислам дека имаме сили, мислам дека имаме можности. Токму да, во овој момент не недостасува јасна стратегија во туризмот, но токму нова полеви ќе работиме заедно со Министерството за економија, секторот за туризам и со Светска банка, каде што во првичните разговори е прифатена нашата идеја Македонија да добие стратегија за наредните 20 години токму каде би требало да биде туризмот. Се останато ни останува на нас да работиме, да бидеме пооптимистички, да градиме мостови на соработки на доверба помеѓу нас, помеѓу туристичките работници, помеѓу коморите и сите останати чинители, бидејќи според мене мислам дека токму тоа ни недостасува во овој момент. До каде е подготовката на стратегијата? Кога може да се очекува? Јас се надевам дека првичните консултации со Светска банка ги започнавме. Токму тоа се систем на мини интервјуа, каде што се можат да се видат јаките и слабите страни. Се надевам дека консултантите од Светска банка во наредниот период ќе имаат исто така интервјуа, но и одредени прашалници со кои што покрај нас, покрај агенцијата, покрај Министерството за економија, останати засегнати страни ќе дојдат до нека вистинска слика или моментална состава во Македонија. Токму на тој момент, од тој момент ќе почнеме да градиме на слика онаа каде што треба да се видиме за наредните 20. Сивата економија е се уште проблем во дејноста. Зошто на институциите им е тешко да воведат контрола? Пред 5 до 6 месеци или токму 8 кога бев назначен како директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, токму во првото интервју кажав и јасно согледав дека да, ние имаме проблем.
Проблемите се повеќе страни, но проблемите се почнувајќи од себе. Бидејќи ние не сакаме да се поправиме и ако не сакаме да се прилагодиме на законите кои што во моментот ги имаме, тогаш ќе бараме 1000 други причини зашто тоа не го прави. Јас велам законите се добри, но тие треба да се применуваат. Кога ќе се применуваат, токму тогаш ќе се види на кој момент треба да ги подобриме. Сега, кога велиме да се применуваат, ние во Македонија имаме и слаба плаќање на туристичка такса. Јас би сакал да потенцирам еден добар пример, каде што заедно со општината Крушево работиме на развивање на Крушево како дестинација за 4 сезони. Токму градењето на довербата помеѓу нас, локалната самоуправа и локалното население, станоиздавачите и сместувачките капацитети вроди со плод. Во 2017 година беше платено само од прилика 180 до 200.000 денари туристичка такса. Тоа воопшто не кореспондираше со вистинската состојба на теренот, бидејќи градот Крушево и самата општина генерира од прилика околу 40 до 50.000 ноќевања. 2018 година зајакната промоција од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, јасни поставени цели, повеќе број на трибини, соработка со локалното население и промовирање на Крушево како дестинација за 4 сезони, изградба на параглайдерско полетиште во Крушево и можност за генерирање на уште 18 до 20.000 ноќевања. Токму оваа година неколку пати повеќе е платена туристичка такса од самите луѓе, бидејќи да напоменеме дека 80% од туристичката такса влегува токму во општината, додека 20% останува за државата. 80% кои што повторно ќе бидат реинвестирани во туризмот. Тоа многу треба да значи како мотор на секоја локална самоуправа и во Македонија токму општините да си го заземат вистинското место кога е во прашање локалниот економски развој и секако туризмот. Каква е состојбата со останатите туристички центри во земјава? Се плаќа ли таму туристичката такса? Што велат градоначалниците? Се повеќе и повеќе се плаќа туристичка такса. Во овој момент не можеме точно да кажеме колку, како и што, бидејќи се потребни дополнителни анализи. Се она што би можеле да го изјавиме во овој момент би било на ниво на шпекулација, бидејќи вистинските бројки се уште ги сумираме. Токму поваѓајќи како една позитивна кейс стади, како Крушево, ги поканувам сите граѓани на Република Македонија, општини, градоначалници, бидејќи ние досега посетивме за овие 8 до 9 месеци околу 35 општини. Остваривме контакти со локалното население. Заедно со градоначалниците почнавме и детектиравме заедно со леровите можности за развивање на туризмот. Но не секогаш таа е можно во овој момент и сега, бидејќи потребна едукација, потребни се човечки ресурси и секако нешто основно. Велиме дека секоја средствата ни се потребни, но потребни се луѓе кои што ќе ги спроведат тие проекти. Нерешен е проблемот со нелиценцираните туристички водачи. Треба ли да се случи несреќа за да се активираат одговорните? Знаете како? Многу пати во шега, но и велиме дека од шегата е половина вистина. Велам дека ако имаме 10 туристички водачи, ќе имаме 20 приказни за Македонија. Требаме малце повеќе да работиме на тоа поле, бидејќи тие се првиот основ и приказната и перцепцијата на туристите ја добиваат токму од туристичките работници и туристичките водачи. Велиме дека да не ни е потребно нешто многу страшно за да се свестиме да видиме каде сме. Мислам дека на тоа поле треба многу да работиме. Да работиме ние, да работат тие, но заеднички можеме да постигнеме многу повеќе. Се надевам дека во периодот кој што доаѓа, агенцијата, бидејќи ги отвори своите врати, некаде од прилика имаме околу 200 до 250 состаноци за 6 месеци со туристичкиот сектор, се надевам дека ќе препознаат нашата отвореност и нашата желба да помогнеме. Дури и во сфери во кои што немаме ингеренции, но да посочиме, да создадеме работни групи со кои што исто ќе членуваме се со цел да го подобриме туристичкиот сектор и состојбата во која што е Македонија сега. Се прават ли контроли? Се бараше да се воведен или на државно ниво контрола на туристичките водачи? До каде е сето тоа? Во многу земји во регионот има практика да се создаде туристичка инспекција. Дури во некои земји имаме туристичка полиција. Колку и тоа да звучи страшно, тоа воопшто не е така. Тие луѓе се тука само да ги применуваат законите, да ни посочуваат каде грешиме, не да не казнуваат и дополнително да создадат потреба за наша едукација. Едукацијата е доживотна, таа треба да имаме секој ден. Практиката во туризмот како едно поле во кое што секојдневно се менуваат трендовите, треба секогаш да ги следиме, барем на регионално ниво. Мислам дека регионот досега успешно го следевме, дури имаме и дополнителни позитивни примери каде што соседните земји земаат практики од нас и заеднички можеби во иднина и тоа многу блиска ќе искочиме како една туристичка дестинација. Односно можеби Балканот на третите пазари треба
треба да го промовираме како една туристичка дестинација, бидејќи за едни кинески туристи мислам дека Македонија е премала за 5 до 7 дена. Има ли казни за туристичките водичи? Секако дека има и се предвидени во сегашниот закон. Но апелирам и до туристичките работници, и до туристичките водици, и до инспекторите во леровите и сите останати, што повеќе да имаат толеранција, но се повеќе да имаат едукативна форма, поголем број на работилници, повеќе советувања и секако да си слушаме заедно, за да можеме 2019 година токму да ги дадеме резултатите кои што се потребно. Односно секторот да побара од државата тоа што е потребно, а државата да исполни и да вети се она што треба да го направи, се со цел туризмот да заживее уште повеќе. Туристите не се воодушевени од хигиената, ѓубре има на сите страни. Што ќе направите за да се реши овој проблем? Треба да почнеме од себе си. Кога ќе се каже тоа, можеби промените секоја се најтешки. Ако ние се промениме самите, тогаш ќе промениме сите останати. Па велиме, ако тоа го направиме почнувајќи од себе, ако не почнуваме да прљаме, едноставно ако селектираме отпад и ако луѓето ја прецепираат Македонија како можеби чиста неоткриената туристичка дестинација од Европа, токму тоа треба да им го понудиме. Мораме да ги засукаме ракавите, мораме да почнеме да работиме. Не само да полемизираме, но сепак се надевам дека во периодот кој што ќе дојде, ќе ичистиме Македонија, ќе едуцираме млади кадри, но исто така и генерации кои што ќе им остане Македонија како можеби да кажеме една европска еколошка оаза. Активниот туризам е во фокусот на агенциите и на хотелиерите, како до комплетни туристички производи, за да ги задржиме туристите на подолг рок, а не само на неколку дена тука во земјава. Ќе кажам неколку статистички податоци. Најбројни туристи во 2017, еве мислам дека ќе бидат и во 2018 година, се турските туристи. Турските туристи се помеѓу 135 и 140 илјади кои што ја посетуваат Македонија во текот на една година. Тие просечно престувуваат 1,6 дена. Токму, според мене, тоа е малце. Македонија може повеќе да им понуди, бидејќи тие во овој момент имаат аранжмани само за кружни патувања низ Балкан. Токму е тоа што во кое што треба да работиме ние, да промовираме повеќе туристички атракции, да создаваме портфолио и моменти каде што се повеќе младите луѓе, милениумсите генерација која што доаѓа, која што треба да користи апликативни решенија, кои што се повеќе и повеќе плаќаат телефонски, да им ги овозможиме условите, да се прилагодиме на пазарот и исто така да понудиме нешто што нив ги интересира, бескрајна авантура. Македонија може да биде бескрајен авантуристички парк. Како да се задржат еве транзитните туристи подолго во земјава? Во каде се зградбата на кампови? Во секоја година во Македонија транзитираат помеѓу 3 и 5 милиони туристи. Претежно по правецот е 75. Законот за туристичка дејност во кој елемент законот е во агенцијата за автокампови. До сега имаме отпочнато 2 процедури за автокампови во Република Македонија. Ние веќе ги известивме останатите општини во кои што има автокампови, за да започнат со нивно категоризирање и исто прилагодување на новите законски измени. Се надеваме дека и ние сме подготвени. Ние сме подготвени како агенција да одговориме на сите барања на туристичкиот сектор. Што побрзо да имаме кампови категоризирани, исто така кампови со зелени звездички, хотели со зелени звездички, да бидеме во трендот на светските текови. Со оглед на фактот дека најголем број туристите се задржуваат најмногу во Скопје и во Охрид, што презимате за развој на туризмот во руралните средини? Ние подеднакво ја промовираме Македонија како една туристичка дестинација. Кога говорам како една туристичка дестинација, не мислам дека одредени содржини, одредени атракции не се вметнати во нашите промотивни материјали. Ние во текот на 2018 година диаметрално различно го сменивме начинот на функционирање кога е во прашање промоцијата на Македонија надвор. Се повеќе и повеќе се модернизираме и користиме европски и светски практики, односно 70% интернет промовирање и 30% класични медиуми. Тоа би значило поголем број на информативни патувања кои што се организирани од агенцијата, од странски туроператори, повеќе B2B средби, повеќе блогери, повеќе влогери, повеќе портали, повеќе текстови, повеќе банери на светските медиуми. И исто така промовирање на E75 од неколку аспекти. Токму прв пат оваа година го активиравме промовирањето во Србија со билборди кои што се по автопатот E75. Ги поканивме да застанат во Македонија, да испијат едно кафе, да посетат некоја винарија, да го посетат Стоби, Неготино и Демир Капија, но и Тојран. Ефектите се веќе видливи.
Во разговор со градоначалниците на Демир Капе и Недојран увидовме дека имаме поголем број на српски туристи и романски туристи кои што застануваат и користат благодетите и се одмараат на неколку часа. Се надевам дека во 2019 година ќе подигнеме и подобриме апликацијата Македонски туристички пасош, каде што на истата ќе бидат означени можностите и ќе добиваат пораки сите кои што ќе возат по патот Е75, но и во поголем број на правци, каде да застанат, каде да одморат. Се надевам дека до тога ќе ни биде и комплетирани автопатот и на него ќе имаме европски, модерни паркинзи на кои што ќе имаме и Wi-Fi, ќе имаме и тоалети, ќе имаме можност да одмориме, да купиме нешто и секако тоа нема само да бидат бензинските помпи. Предвидени ли се субвенции за адаптирање на старите селски куќи во туристички објекти? Во овој момент субвенционирањето го даде својот ефект. Говорам субвенционирањето на туроператорите. Ние веќе 8 до 9 години субвенционираме туроператори кои што носат туристи во Македонија. Ако гледаме на кумулативно ниво, тоа не е повеќе од 1,5 до 2 евра по глава на странски турист кој што ја посетува Македонија, или на годишно ниво од прилика околу 1 до 1,5 милион евра. Може би не многу, може би ќе ни звучат многу средства, но кои ќе знаеме дека развивањето на туризмот чекори со 10, 15 и 20%, би сакал да напоменам дека може би тој модел на субвенционирање веќе не е застарен, односно си го покажал својот максимален ефект. Нешто што агенцијата и заедно со Министерството за економија работи на менување на модела за субвенционирање, односно можност заедно со туристичкиот сектор низ сетови на трибини и работилници да дојдеме до нов одржлив систем на субвенционирање во Македонија. Еден од предлогот кој што барем јас лично сметам дека е добар, тоа е субвенционирање според бројот на звездички. Една субвенција да имаме за 5 звездички, 4, 3 звездички, а после тоа 50% приватното сместување, бидејќи вложувањата на самите бизнисмени во хотелите не е исто секогаш. Сепак, можеби, а и веќе се наметнува и прашањето колку Македонија ќе има можност и капацитет во текот на сезоната да ги прими сите гости, па така можеме да менуваме субвенционирање во сезона и надвор од сезона. Јас се надевам и според моите некои пресметки, Македонија може да прими во текот на сезоната 1,5 милиони туристи и да генерира околу 5 милиона ноќевања, што е едно од базичните можеби стратешки цели на агенцијата за наредните 3 години. Дали Македонија е конкурентна во однос на својата туристичка понуда со останатите балкански земји? Да, е конкурентна, но во некои делови и комплементарна. Во разговори со националните туристички организации на Црна Гора и на Србија. Учество на голем број на форуми каде што сме биле со наши практики и панелисти. Ние не сме далеко од Балканот. Балканот според Светската туристичка организација во наредните 5 години ќе биде 6-та дестинација по посетеност во светот. Тоа треба да го искористиме. Околу 300 до 350 илјади кинески туристи секоја година го посетуваат Балканот. Тие ќе бидат се повеќе и повеќе. Оставаат во текот на еден ден вон пансионски од 300 до 400 долари. Истите во Европа околу 500 до 600 долари. Во Соединетите Американски држави од 1500 до 1600 долари. Би рекол дека се доста скапи туристи кои што сакаат вон пансионски да трошат, но ние треба да им понудиме балкански тури. Токму се тие туристите од третите земји во кои што мораме се повеќе и повеќе да работиме на промоцијата, но не смееме да ги заборавиме балканските, Адриатик регија и Европа. Бидејќи токму оваа година увидовме дека можеби одејќи кон некои нови пазари ги запоставивме Србија, Хрватска, Словенија, по кои што во текот на оваа година имаме одлични резултати со 30 до 50% покачување на туристи. Каква е соработката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со националните организации од другите земји? Соработката секој ден ја градиме и ја подобруваме. Токму првата средба на националните туристички организации на Македонија, Србија и на Црна Гора се случи по наше барање во Скопје во месец мај, каде што споделивме искуства и каде што отпочнавме еден сегмент на делење на информации. Токму се надевам дека во 2019 година веќе во зародиш една идеја каде што сите три дестинации ќе со своји продукти ќе се прикажат на еден далечен сајм во Сингапур во 2019 година, делејќи ги трошоците, но и групирајќи ги дестинациите, се со можност туроператорите да создадат поконкурентни понуди кога е во прашање Балканот.
Јас се надевам дека таа наша идеја ќе се оствари, туристичкиот сектор дека ќе препознае, а веќе имаме најави и за можни коегзибитори или учесници од македонска страна токму во Сингапур. Од Сдруженијето за угостителство и туризам велат дека е потребна сеопфатна стратегија за развој на туризмот, бараат конкретни мерки. Посочуваат дека имплементацијата и одржувањето на стандардите се присутни само кај 40% од туристичките капацитети. Инфраструктурата и натаму е проблем број 1. Евидентирани 60 ресторани и 150 хотели, а на туристичкиот пазар се нудат над 500. Ваква е сликата во македонското хотелиерство, децидни се од Сдруженијето за угостителство и туризам. Велат само 40% од туристичките објекти ги имплементирале стандардите и одржале категоризацијата, покажува спроведената анкета. Според туристичките работници, нелојалната конкуренција и сивата економија се уште се кочница за развој на секторот. Од Сдруженијето посочува дека во последните години е забележлив недостигот на кадар, бараат поддршка и сеопфатна стратегија за развој на туристичкиот сектор. Една од работите што треба органите на Министерството за економија, делот за туризам да го реши, тоа е пријавувањето, односно регистарот на регистрирани хотелско-угостителски објекти. На терен ни се појавува многу голем број на хотели и ресторани, во регистарот многу малку. Па така да имате бројка од 60 ресторани, само 60 пријавени регистрирани во Македонија, 150 од прилика од 3 до 5 звезди, а само отворете златна книга или отворете Booking, ќе видите дека имате 500 преноќишта и хотели во Македонија, во Скопје само, во Македонија многу повеќе, значи не ни се одвестуваат бројките. Инфраструктурата и натаму е проблем број 1, посочуваат, велат нема добар пристап до туристичките места. Според податоците на Државниот завод за статистика, од јануари до септември годинава споредено со истиот период лани забележан е раст на туризмот од 13,6%. Девизниот приход од туризмот за првите 9 месеци од годинава изнесувал 196 милиони американски долари. Туристите од Турција и Србија биле најбројни. Има раст на туризмот, но колку класификацијата на угостителските објекти одговара на реалноста? Сега тука е малце едно болно прашање. Велиме дека се повеќе и повеќе треба да понудиме и да дадеме и велиме дека сме гостопримлива земја и гостопримлив народ. Тоа треба да го покажеме на дело. Но не секогаш цената и се она што е понудено има норматив. На тоа треба многу да работиме. Говориме дека имаме проблем со човечките ресурси точно и тие треба да се гајат и се основат. Интелектуалниот капитал, но и вештините и се она што треба да се нуди и во хотелиерството, секако и во угостителството, но и воопшто во туризмот ги имаме како меки и тврди мерки. Тврдите мерки можеби ќе ги совладаме во сегментот на категоризација, а тоа е висина, широчина, нели, големина, одреден мебел, се она што е потребно и што пропишано со закон. Но каде се меките мерки, каде е сигурноста, каде е услугата? Се тоа треба да се гаи со секојдневни светски практики. Велиме дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот токму пред неколку дена беше земја партнер на сајмот во Измир, во Турција, каде што имавме значајно присуство и на туроператори од Македонија и се склучија голем број на договори и според мене сум скоро и сигурен дека следната година исто така ќе имаме зголемување на бројот на туристи од Турција. Но токму агенцијата некаде во март до април месец има првичен договор да ги донесе 5 најпознати мастер шефови во Турција да гостуваат во Македонија и на таков начин заедно со нашите шефови да разменат искуства и светски практики. Оно што ние можеби треба да го понудиме како наше автентично, само треба да биде сервирано на начин кој што они сакаат да го прецепираат. А кога говориме за човечките ресурси, секако човечките ресурси треба да се планираат со развивањето на секој хотел, со развивањето на менеджментот, секогаш ќе треба да биде воведен и total quality management. Токму можеби и тоа не недостасува. Многу треба да работиме на тоа поле, но сепак кога е во прашање човечките ресурси треба да им понудиме две работи. Тоа е фер третман и исто така сигурност дека нивното работно место ќе се развива, а неговиот кариерен развиток ќе биде секогаш во нагорна линија, доколку самиот вложува и самата агенција и компанија во него. Посочија нели угостителите дека проблем број 1 е инфраструктурата. Што се презема на тој план?
Македонија е во изградба на неколку патни правци. Се надеваме во наредната година од 2 дека тие ќе бидат скоро готови или готови. Сепак конците се во Министерството за транспорт и врски, но не би префрлил се во транспорт и врски. Велам дека многу пати зависи од сите нас, од туристичките работници, од нас како агенција, од Министерство за економија, од Влада на Република Македонија, па тоа сме сите ние, жителите на Република Македонија. Сепак можеби треба да се стрпиме 1 до 2 години. Се уште се повеќе подигаме чартер летови и повеќе авионски линии со кои што ги премостуваме мостовите помеѓу дестинациите. За мене, дури е некако и несватливо, една реднова линија од Скопје до Белград да биде 8 до 9 часа. Нашето поврзување со балканските земји можеби ни представува поголем проблем. Но кога говориме дека директните линии од Истанбул или од Полска имаат ефект, сепак поврзувањето во овој момент треба да бидеме концентрирани кога е авионскиот превоз, секако се со цел дестинациите да ги намалуваме. Што повеќе имаме чартер летови, што повеќе имаме можност за ниско буџетни компании и исто така редовни линии кои што ќе бидат на дневна база или 2 пати до 3 пати во текот на неделата, треба да очекуваме зголемување на туристите, не само како туристи, но и како бизнес патување и развивање на економијата воопшто. Од Министерството за економија посочуваат дека веќе се работи на листа на угостителски објекти, откако матичното здружение се пожели дека последната е од 2016 година. Земјите од регионот со совети за Македонија да стане конгресен туристички центар. Во Словенија веќе се развива зелен туризам и тоа дава резултат. Едноставно на букинг се како хостели или се како студија, преночиште и така натаму. Затоа и кажавме дека ќе влеземе во разработка на самиот закон за туризам и во категоризација каде ќе треба да се внесат овие нови елементи, значи што произлегуваат и што ги има сега веќе на пазарот. Македонија има добар кадар. Македонија има добри угостители, добра храна и тоа треба да се патентира. Ние гледаме заедничка можност за далечните гости. Скопје треба да стане конгресен центар. Ми нисмо изградили толико хотела, Ние не градиме хотели, туку објекти, со кои бевме поблиску до природата. Имаме разни превози, број на преночишта. Тие го зголемуваат растот на туризмот. Секој човек на каков било начин придонесува за развој на туризмот. Ги слушнавме советите од туристичките работници од регионот во теке зимската сезона. Кој е клучен фактор за развој на зимскиот туризам во Македонија? Има ли планови за модернизација на некои од ски центрите во земјава? Потребни се големи вложувања, но тие вложувања треба да бидат подкрепени со мастер планови. Токму тоа што и агенцијата, министерството и скоро сите во туристичкиот сектор го бараат, тоа е една долга стратегија. Тогаш во истата ќе ги посочиме и ќе ги обележиме чекорите што треба да правиме. Ако ние се одлучиме дека треба да развиваме зимски туризам во Република Македонија, ако треба да развиваме бањски туризам, ако треба да развиваме зелен туризам, сепак во овој момент нешто што е наостварливо е да развиваме рурален туризам. Лично, ако ме прашувате мене, како експерт и како човек кој што ја води Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, да, ние треба да развиваме зимски туризам, но тој зимски туризам треба да биде паралелно развиван како и останатите форми на туризмот во Република Македонија. Ние не треба да бидеме концентрирани само на една шапка, на само на едно мавро или само на еден голак или можеби само на еден кожув. Велиме кога говориме зимски туризам, јас подразбирам и туристички содржини кои што ќе бидат во национални паркови и кои што ќе бидат локални специјалитети, локални манифестации во зимскиот период. Можност денеска да планинарите, да возите, да скијате, сноубординг, вечерта да отидете во кафетерија, да јадете локални специјалитети, да посетите Бачило, да видите како живеат тие луѓе, да учествувате во некоја работилница како се подготвува сирење. Се се тоа работи на кои што модерниот турист бара да ги има. Тој сака да почувствува дестинацијата. Тој сака да има кратки престои од 3 до 4 дена во текот неколку пати во текот на годината и да истражува. Токму тоа е што нас не е потребно. Ние имаме можни одлични услови за развивање на руралниот туризам, за развивање на екотуризмот, агритуризмот и сите форми кои што се многу значени за локалниот економски развој. На тој начин ќе имаме директен финансиски инпут во локалната економија и исто отварање на нови работни места. Тогаш ќе намалуваме миграцијата, тогаш се повеќе и повеќе луѓе ќе сакаат да работат на места во кои што нема да бидат во градските средини, пред се кога говориме во туризмот. Ако ги имаме Охрид и ако во овој момент имаме мораториум на градење во истиот, или тоа треба да биде строго контролирано во кое што се сложувам, бидејќи е град под УНЕСКО,
Велиме дека тогаш сите средини околу Охрид, односно руралните средини, сите селски средини се некаде од 3 до 4 километри, односно 5 до 10 минути со возење. Тогаш да ги развиеме истите, да создадеме капацитети, да понудиме некоја поразлична приказна, да понудиме нешто, пошто перцепцијата за Македонија нема да им биде само авион, стигање, 7 дена лежење на плажа, едноставно, и нови форми на туристички атракции. Ако го имаме Охрид, ако имаме Преспа. Преспа е приубава заспана убавица. Некако да би кажал разбудиме, но да разбудиме на вистински начин, да развиваме она по кое што треба да бидеме превознатливи. Не може би масивен туризам, не може би масивни комплекси, се тоа да биде контролирано, вкусно, но и да нема понатамошни последици врз туристичката дестинација, односно да биде одржлива. Од туристичките агенции велат дека за македонските граѓани најпосакувани за зимување се ски центрите во соседството. Како да се зголеми атрактивноста на домашните ски центри? Пред се би направил една паралела и би рекол дека македонските граѓани во Бугарија се во првите топ 5 туристи. Во текот на годината имаат од 3 до 4 милиона македонски туристи. Пред се во зимските туристички центри, но и во сегментите, односно во другите 9 месеци кога не е туристичка сезона. Што она што имаат направено нашите соседи, а ние што го немаме направено? Токму тоа, ги немаме прилагодени прво нашите сместувачки капацитети за примање на гостите во сезона. Велиме дека Шапка, Мавро се празни кога немаме снег. Зошто? Имаме толку убави форми кои што можеме да ги понудиме и кога немаме снег. Имаме прекрасни езера, имаме прекрасни можности, велосипедски, планинарски патеки, имаме едукативни тури. Се она што треба да го направи локалното население, водичите, туристичките агенции да создадат и да понудат атрактивни тури кои што се бараат во текот на годината. Да, ние во овој момент можеби не можеме да имаме зафат во наредните 2 до 3 месеци да го поправиме некои патни правци од корен, но затоа можеме да ги приспособиме и исто така со селективните форми на туризам да ја надополниме туристичката кошница. Односно, многу пати сакам да кажам дека секој турист кој што ќе дојде во Македонија, секој македонски турист кој што ќе искористи да отиде негде во текот на викендот, да ги гледаме како една крупна новчаница и секако да се потрудиме со услуга и со квалитет да ги раситниме. За кои алтернативни форми на туризам се заинтересирани странските туристи во Македонија? Ние во 2018 година работиме на повеќе проекти. Работиме на подигање, односно реализиравме проект каде што во Крушево создадовме еден од помодерните полетувалишта за параглайдерство во Европа, каде што оваа година се одржаа 6 до 7 европски параглайдерски надпревари. Во следната година не очекува светскиот куп, односно Олимпијадата за параглайдерство ќе биде во Крушево и очекуваме уште поголем број на туристи. Работиме на обележување на велосипедски и планинарски патеки. Исто така, оваа година работиме со Алпинистичката и Качувачката федерација, односно работиме на обележување на карпи за качување. Повеќе од 120 правци во Македонија или 5 карпи ќе бидат обележено со нови клинови кои што не биле сменети повеќе години, па токму затоа се надеваме дека во периодот во наредните 2 до 3 години Демир Капи и Матка ќе станат толку познати по такви сегменти на туризам, односно би кажала авантуристички форми на туризам. Качување по карпи се поголем замав има во Европа, бранот се шири на кај Балканот, се повеќе земји како Босна и Херцеговина, Република Српска, Србија и Косово се познати на мапата за качувачите по карпи. Тука и Македонија имаме што да понудиме. Поставуваме 1150 нови клинови, се надеваме во текот на 2019 година да ги промовираме во специјален водич. Исто така на се она што работиме и можеби сме концентрирани како агенција е подигнување на гастрономијата во Република Македонија. И првично најавувам скромно дека до крајот на годината ќе успееме да го испечатиме или да ја види виделината првиот гастрономски водич во туристички цели во Република Македонија од нејзиното самостојување. Дава ли резултати промовирањето на Македонија преку странските интернет медиуми? Да. Одлучно да, бидејќи се повеќе и повеќе Македонија е присутна во познатите светски, но и значајни туристички медиуми. Рекламираме во повеќе од 13 земји. Добро таргетираме,
добро работиме, се тоа е испланирано, се тоа е истражено и делот во агенцијата, односно Оделението за анализа, истражување и стратегиско планирање, токму ја сработува својата работа. Делот во маркетинг ја поставува самата агенда и веќе сме при крај за 2018 година во вториот дел на промовирање на Македонија како туристичка дестинација, односно токму ова што го носам на мене е слоганот со кој што Македонија ја промовираме на секаде низ светот, односно Македонија твојата следна дестинација или Македонија your next destination. Кои се вашите очекувања за идната година и на кои активности ќе се фокусира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот? Агенцијата се повеќе бележи раст во семските манифестации и во учеството на коекзибиторите, односно туроператорите, кои што учествуваат со нас. Скромно можам да забележам дека за прв пат оваа година Македонија беше земја партнер на сајмот во Измир. Би напоменал дека 2018 година агенцијата ја завршила со рекордно мал буџет, но тоа не значи дека нашите резултати воопшто не се добри. Нашите резултати би кажал дека се одлични, бидејќи со се она со кое што се боревме во текот на 2018 година, агенцијата заедно со сите вработени внатре изработи максимално 100%. Би рекол дека Македонија во овој момент е максимално покриена во Полска и се надеваме во 2019 година дека ќе продолжи растот на полски туристи во Република Македонија, дека можеби ќе почнеме скромно да го отвараме романскиот пазар, односно пазарот во кој што очекуваме во наредните неколку години додека се понуди сериозна понуда на македонските туроператори во Романија, исто така да се поврдат со можеби чартер летови, дополнително да биде промовирано. Турските туристи се тука, традиционалните останати туристи, да не ги заборавиме холандските туристи кои што се традиционални во Македонија. Очекувам во наредната година, доколку се остане во ред и се биде како што треба, бидејќи многу голем број на фактори влијаат врз туризмот и врз патувањата, Македонија да биде посетена можеби од 1,3 милиони туристи и веќе да почнеме да размислуваме на кај бројката од 3,5 милиони ноќевања. Нашата цел е за наредните 3 години да добиеме малце повеќе во број на ноќевања, односно во просечен престој на туристите во Република Македонија, да забележиме 1,5 милиони туристи во Македонија и повеќе од 5 милиони ноќевања. Тогаш јас како директор, секако и како сите вработени од агенцијата и воопшто Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе си ја заврши соодветно својата работа. Кои проекти ќе ги продолжите од оваа година? Во следната година ќе работиме на промовирање на 10 најкачувачки врвови во Република Македонија. Ќе работиме на изградба на и означување уште неколку карпи во Република Македонија. Една заборавена, можеби да кажеме, долина во Комановскиот дел ќе отпочнеме да ја промовираме. Секако тука е гастрономијата, тука се колишинските, смоларските водопади, тука се националните паркови, тука е руралниот туризам, но се надеваме дека 2019 година ќе отпочнеме и можност и модел каде што ќе многу појако и многу посилно ќе ги поддржуваме семејствата во руралните средини кои што ќе почнат да работат со туризмот, односно се повеќе и повеќе да ги мотивираме можеби и со некој елемент заедно со Министерството за туризам во субвенционирањето. Токму ќе бидеме заедно со Министерството за земјоделие и Министерството за економија во првите фронтови да ми објаснуваме на луѓето што е значено и зошто е значено покрај земјоделството да го развиваат и агритуризмот. Кога ќе го отворат своите соби, кога ќе го отворат за туристите кои што сакаат да ги посетат, да видат како се произведува во Македонија, да скинат производи, да направат салата, да се напијат по една ракија од нашата позната ракија што е позната насекаде во светот, се надевам дека се повеќе и повеќе ќе имаме такви позитивни практики. Како македонскиот туристички производ да стане конкурентен на светскиот пазар, а со тоа да се зголеми и туристичкиот промет во држава? Со издржани пакети и промоции, со заедничка голема работа, со промовирање токму на тоа што е потребно, со здружување на сите чинители во туризмот, но не само во туризмот, туку во македонската економија, бидејќи туризмот како би кажал област, бидејќи не би можел да кажам како гранка, бидејќи има влијание во 20 холистички елементи, односно 20 економски гранки каде што има самиот влијание, би требало се повеќе да размислуваме дека туризмот во наредниот 5, можеби 10 годишен период ќе биде еден од двигателите во Република Македонија.
Има ли моќ туризмот да ја развижи целата економија, да донесе нови вработувања, да ја зголеми потрошувачката? Ако по последните статистички податоци од Државниот завод за статистика и Министерството за економија во првите 3 квартали од оваа година во Македонија сме генерирале 298,6 милиони долари директен импакт од туризмот во македонската економија. Тоа е за 17% повеќе од минатата година. И кога во континуитет во првите сите 3 месеци имаме позитивен раст. Јас се надевам дека и четвртиот ќе го завршиме така. Со тоа докажуваме дека токму туризмот како една од посериозните економски гранки во македонската економија и тоа како има можности на позитивно да развие македонската економија. Само ни се потребни вистинските луѓе, потребно ни е поголема соработка и секако апел до сите да градиме повеќе доверба меѓу нас и заеднички понатаму да го градиме целиот туристички сектор. Продолжува ли соработката со странските туроператори? Да, не само што продолжува, туку и се зголемува. Веќе сме во преговори во 2019 година да одреден број на туроператори да се здружат и да подигнат авионски линии, чартер линии од Измир до Охрид и од Измир до Скопје. Се надеваме и сме сигурни дека во 2019 година ќе продолжат полските туроператори со директни чартер линии, исто и холандските туроператори со чартер линии. Се надеваме имаме некои преговори, но исто така и активно Македонија да биде промовирана и во Хрватска и во Словенија, Македонија да биде земја партнер на сајмот во Place to Go во Хрватска, со што се повеќе и повеќе ќе дадеме на акцент дека покрај регионот на Македонија и Европа на Македонија можеби понатаму ќе бидат многу значени и гостите кои што доаѓаат од трети земји. Се надеваме дека на брзо време ќе ги спуштиме визниот режим со Народна република Кина и се поголем број на туристи од Кина ќе посетуваат Македонија. Тогаш ќе се бара кревет повеќе, а туристичките работници ќе имаат некои други проблеми како да ги сместат туристите. Се надеваме дека Македонија и е би рекол дестинација за 4 сезони, тоа го промовираме, на тоа работиме и се надеваме дека во периодот и во 2019 година агенцијата, бидејќи се препознаат нејзините капацитети, ќе има зголемен буџет и се надеваме и нашата ефикасност и ефективност, но и помош на туристичкиот сектор и промовирање на Македонија како туристичка дестинација ќе биде уште поголема во светот. Ви благодарам за гостувањето во И што сега. Благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на емисијата. Останете со програмата на Македонската телевизија и пријатна вечер.